Конечно стигнавме до точка каде што идентично да го говориме. Каде е проблемот? ДЗР си ја заврши работата. Јас и вие ќе дадеме се што можеме да си ја завршиме и ние работата. Проблемот е што владата не си ја врши работата. Институциите на системот не си ја вршат работата. Министерството не си ја вршела работата. Не треба јас и вие овдека да утврдуваме одговорност, вклучително и ДЗР. ДЗР видело дека има проблем, видело дека има состојба која што е надвор од памет и вели, еве прибирам докази, еве состојба што наоѓам, обвинителство постапете. Јас така го доживам, ќе ме коригирате ако грешам. Обвинителство спие. Обвинителството спие. Кој е надлежен на директорот за вако негово ноншалантно, слободно, арогантно однесување и постапување? Погазил закон, погазил процедури, евидентно е од извештајот, тоа е утврдено. Да, ДЗР не може да побара одговорност, но утврдил дека не почитува законот и процедурите. Дека го отстранил системот, дека го суспендирал стручниот колегиум и сам одлучувал и ги направил овие долгови. Дали ни е потребно јас и вие да одлучиме дека реверсот е спротивно на закон, без активен договор, со знаење на сите биле вклучени, цела влада, вклучително и премиерот. Ги мешам и анкетната и комисијата, бидејќи не ми е срам да прашам било каде за прашање, да доставам. Бидејќи нам ни требаат одговори. Таму на работата на анкетата дознавме тогашниот министер кажа дека бил во континуирана комуникација со премиерот, дека се дискутирало на влада. Сега со документите од ДЗР и од другите што ќе ги побараме, тоа ќе се докаже. Знаеле, не превземале ништо. За тоа време се заложиле долговите, а човечки животи биле загрозени. Па макар и од немарност да било тоа. Затоа и велам. 2012 ќе ми исправат од ДЗР. 2 препораки целосно постапено, 2 делумно, 1 не било постапено. По колку препораки постапиле сега? Од кога станало оваква скандалозна ситуација? МВР 7 месеци да првиот чекор. Па требаше пола држава на нозе да биде. Треба ли да ги редиме овде колку институции се загрозени? Ја ви ги редев неколку закони, колку да свати дека се повеќе министерства и уште повеќе инспекторати и уште повеќе други тела задолжени да постапат веднаш. Кои што доколку работеле како што треба, никогаш немало да се случи ваква состојба. Вчера на министерот му кажав како може да влесат пари преку граница. Како може ли ампулите да ги изнесат од граница, ако работел системот? Ако некој укажал преходно, ако веќе имало обвинителен акт и пресуда во истата таа клиника 2018 година. Ајде, не си ја завршиле работа како што треба тогаш, но имале доволно показатели. Да уклучат мерки, да направат следење, да испратат сведоци вакви или онакви, да зајакнат контрола на границите, да зајакнат контрола внатре. Не се постапило по ништо. Напротив, му се дала одврзани раци да се прави што сака. На тоа го темела моето. Бидејќи ниту вие, ниту јас тако нешто помисливе да направиме, ќе не затворат. А таму било охрабрувано да се зголеми динамиката. И ако е таква разликата со биолошката, кажете разликата меѓу 2020 и 2021. Тоа се испуштило скроз од контрола. Мислеле дека можат да прават што сакаат, бидејќи се под заштита, под закрила на некого и дека нема да одговараат. Тоа е конечниот одговор и ќе го докажеме во текот на овие 2 постапки. Благодарам.